Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за содржините вечерва. I think the name has to have Macedonia as part of the name. Дали се преговара само за името? We don't negotiate people's identity. Детална анализа. Што е на масата кај Нимиц и која е рамката на можното решение? Дали тоа значи дека агенцијата нема да може да слуша што снимила? Да, апсолутно. Значи тоа ќе го има само исклучиво во надлежност на органите кои што се задолжени со закон за следење на комуникациите. Физички, дали новата агенција ќе биде сместена во рамките на сегашното МВР? Новата агенција ќе биде надвор од МВР. И укажав дека дека ова што го работате незаконски, дека нивниот мандат веќе одамна истече. Ние мислиме дека го имаме. Кој е во право? Може ли СЈО да отвора нови предмети? Ја дека тие што беа речи добри затвореници во наводници, тие беа продавачи. Познатиот дуќан во центарот на Скопје веќе не постои, а иста судбина дели и целата стопанска единица економија во затворот Идризово. Господ ми е сведок на мои драги пријатели и другари што ми помагаат и на мојата фамилија. Значи, кога беше тоа 27 април, јас ставив еден Facebook статус ќе висите заедно. Сега знаеш што мислам, Бетмен, дека ќе висиш одделно, дека така те насанкаа друже, дека ти ќе висиш одделно и тоа 5 години затвор. Нова саботажа. Се враќаме по кратка пауза. Гледате 360 степени. Борбата против корупцијата продолжува да тапка во место. Можноста за јавноста да врши притисок врз функционерите да бидат отчетни останува ограничена. Не само што јавно не се достапни измените во анкетните листови на функционерите, не само што антикорупцијска не го дава на увид пријавениот имот на што туку разрешените функционери, туку и комисијата што треба да го брани правото на пристап до информација од јавен карактер се става во одбрана на тајноста на тие податоци. Згора на се, нема ниту најава дека новата власт нешто би сменила во овој систем. Александар Димитриевски. Александра Денковска-Гоцевска е новинарка која во моментов истражува дали меѓу функционерите има такви што се збогатиле многу повеќе од колку што пријавуваат дека заработиле. Но уште на почетокот наишла на пречка. Антикорупцијската комисија која е надлежна за анкетните листови јавно го објавува само актуелниот имот на функционерите. Ги немаме сите податоци, значи ние за да видиме колку дали се збогатил, дали не се збогатил, мора да знаеме со каков имот дошол на функција. Ти имаш каква состојба е сега, немаш каква била претходно. Без податоци кои би требало да се јавно достапни, тимот на Нова ТВ бил принуден да ја следи процедурата во Законот за пристап до информации од јавен карактер. За нив тоа значеле 2 месеци чекање, за на крај повторно да не ги добијат сите анкетни листови. Антикорупционерите не им ги дале податоците за екс-министерот за одбрана Зоран Јолевски. Причината за одбивањето беше дека конкретното лице повеќе не било функционер и дека со тоа што они ќе ни дадат на нас анкетен лист за неговата имотна состојба во времето кога бил функционер, ќе се наруши неговата приватност. Се жалевме до Комисијата за жалби по слободен пристап до информации. Тие го потврдија решението на антикорупцијска комисија. Како е можно анкетен лист на поранешен функционер кој бил јавен додека бил функционер да стане тајна? Антикорупцијската комисија не покажа никаков интерес да објасни. Толкување добивме од Комисијата за заштита на правото за пристап до информација од јавен карактер, која се повика на 2 закона. Решението на комисијата е донесено поаѓајќи од член 6 став 1 точка 2 од Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер и имајќи ги предвид одредбите од Законот за заштита на личните податоци. А во Законот за слободен пристап членот 6 дефинира кога комисијата има право да одбие пристап до информација. Во него не се прецизира што се смета за заштитен податок. Такви одредби има во Законот за лични податоци, но случајно или не во својот одговор, комисијата не се повика на ниту еден конкретен член од тој закон, бидејќи таму никаде не пишува ниту збор за анкетните листови. Дека комисијата не требало да ја одбие новинарката Денковска-Гоцевска смета и нејзиниот потпредседател Блери Мисени. Во конкретниот случај, тој гласал во прилог на новинарското барање.
но бил надгласан со само еден глас повеќе. Бидејќи комисијата подолго време има само 3 членови, иако треба да бидат 5. Nëse I qasim edhe ligjet për mbrojtje nga korrupsioni, atë është shumë decid në neni 35, ku thotë se listat anketuese duhet të jenë publike për opinionin e gjerë. За Блери Мисени, криењето на податоците кои треба да бидат јавни е спротивно на целта за која е смислена институцијата во која работи. Kam vlerësuar se opinioni I gjerë duhet të di për funksionarët se si kur janë emëruar, cila ka qenë pasuria e tyre, sa ka qenë pesha e tyre financiare dhe pas përfundimit siç është edhe me ligjin e mbrojtje nga korrupsioni, ku 30 ditë, në afat prej 30 ditësh pas përfundimit të mandatit të funksionarit, është I obliguar të paraqes pasurinë e tij të patundshme në Komisionin për Antikorrupsion. Дека анкетниот лист не може да биде личен податок смета и поранешната членка на антикорупцијската комисија Вања Михајлова. Поглед во комшии вели е доволен за да се види дека достапноста на анкетните листови е буквата А во антикорупцијската азбука. Словенија има и Црна Гора дека 2 години после тоа и Србија, после завршување на мандатот, тие може да стојат на веб страната. Меѓутоа имат и едно добро решение со кое што и по завршување на мандатот 2 години поднесуваат анкетен лист. Значи, токму да види дека, знаете што се случува за време на вршење на мандатот, иако некој незаконски се збогатил, тој има да се прикажува подоцна, после завршувањето година-две. И токму кај нив е таа обврска и по завршување на функцијата да поднесува анкетен лист. Со цел комисијата и не само комисијата, јавноста да има увид. Според Михајлова, решението е во законски измени кои ќе гарантираат јавност и историски преглед на анкетните листови и кои нема да остават простор за слободни интерпретации. Но, вели Михајлова, потенцијалните измени не треба да завршат на анкетните листови, туку на се што е погрешно во борбата против корупцијата. Освен на смена на јавниот обвинител, јас во оние приоритетите на владата 369 не видов дека се предлага измена на Законот за спречување на корупцијата, со што би се изменили и критериумите за избор на членовите на ДКСК. И мислам дека треба да се зголемат и надлежностите на комисијата. Ингеренциите треба да одат таму. Прво она што УЈП го прави околу испитување на потеклото имотот, треба да се префрли кај комисијата и надлежности да комисијата треба и мора да бара од надлежните органи, дури и кога врши контрола на анкетните листови, да и достават податоци, да речеме катастарот или УЈП или царина, другите органи, со каков имот располага одредениот функционер, со цел да може да споредува пријавената состојба и она што е вистинската состојба. Со ограничени можности јавноста сама да провери дали и колку функционери несразмерно се збогатиле побаравме податоци, што работат надлежните по службена должност. Конкретно, прашавме во антикорупцијската комисија и во УЈП има ли постапки за испитување на имотната состојба и што е епилогот од нив. Работа на антикорупцијската комисија е да се грижи за навременоста и точноста на анкетните листови кои што ги поднесуваат функционерите. Но доколку најдат на нешто сомнително, тогаш можат да поведат и иницијатива до Управата за јавни приходи за чешлање на имотот на тој функционер. Управата за јавни приходи постапува по барањата на антикорупцијската комисија, но во исто време може и самата да иницира постапка за проверка на потеклото на имотот на одреден функционер. Само Управата за јавни приходи е она институција која што може да побара замрзнување на имот, да донесе решение за наплата на дополнителен данок или пак да поднесе кривична пријава до надлежното обвинителство. Од антикорупцијска не одговорија дека од почетокот на годината до Управата за јавни приходи во согласност од член 36 од Законот за спречување на корупцијата поднесени се вкупно 18 барања за поведување постапка за испитување на имот и имотна состојба. Поведувањето и водењето на постапката за испитување имот и имотна состојба според Законот за спречување на корупцијата е во надлежност на Управата за јавни приходи. Тргнувајќи од наведеното, во однос на вашите прашања, ве упатуваме да се обратите до Управата за јавни приходи. Од Управата за јавни приходи ни одговорија дека во последните 6 месеци
Во согласно со член 36 од Законот за спречување на корупцијата, УЈП има поведено вкупно 11 постапки за испитување на имотот и имотната состојба на избрани и именувани функционери. Сите започнати постапки се во тек и тие не може да бидат предмет на комуникација со јавноста во согласно со Законот за даночна постапка. Од тие причини ве молиме да се обратите до Државната комисија за спречување на корупција, која ја известува јавноста за превземените мерки и активности за нивните резултати. Сумирано, заклучокот од овој институционален пинг-понг е дека под лупа на институциите се вкупно десетина функционери кои потенцијално несразмерно се збогатиле. Но, не може да се знае кои се тие, дали дополнително ќе бидат оданочени или за нив има пријави до јавното обвинителство. Дали новинарите ќе откријат повеќе. Ние сега ќе се жалиме, ќе тужиме до управен суд, затоа што сметаме дека е причината со која што не одбивате тотално, не знам, смешно. Во најмала рака. Ќе се обидеме и преку други институции да ги побараме имотната состојба на конкретниот функционер, така да има други начини, но ќе треба многу подолго време. Во изминатата деценија имаше неколку случаи во кои токму анкетните листови на функционерите беа основа за преиспитување на нивното богатство. Меѓу најекспонираните се случаите на екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, кој во 2 наврати беше посочуван од опозицијата и од истражувачките новинари за несразмерно богатење или непријавување имот. Последниот случај во 2013-та, Антикорупцијската комисија и УЈП го затворија во полза на Мијалков, со објаснување дека разликата во 2 анкетни листа, тешко околу 700.000 евра, била само техничка грешка. Но исведувањето на случајот на грешка беше возможно затоа што одредени лица водеа своји приватни историски архиви на имотните листови на функционерите, а не затоа што се на увид на јавноста како во многу демократски држави во светот. За 2 недели во Брисел е најавена првата официјална преговарачка рунда меѓу Македонија и Грција, која треба да означи почеток на интензивен процес на барање решение. Новата влада во Скопје не крие дека сака да се обиде да го затвори спорот, а почнуваат и првите гласини за можните решенија, како во викенд интервјуто на солунскиот градоначалник Бутарис, кој по неодамнешната посета на Скопје вели дека Заев сака компромис, како например Република Нова Македонија или Република Северна Македонија. Што е на масата кај медијаторот Метју Нимиц и која е рамката за можното решение? Анализира Владимир Мирчевски. I did present to both sides some new thinking on my side, a new proposal. Предлогот на Нимиц представен во Њујорк во 2013-та е последниот официјален. Од тогаш поминаа 4,5 години, период без нови писмени иницијативи на медијаторот, што најдобро го отсликува отсуството на атмосфера за решавање на спорот. Ова е документот на Нимиц од 2013-та кој подоцна беше јавно објавен. Носи наслов Предлог. Има 2 страници и 10 точки. Се базира на името Горна Република Македонија. Нимиц предложи опсегот на употреба на името Горна Република Македонија да биде ерго омнес во сите меѓународни официјални контексти, вклучувајќи ги и договорите и официјалната документација. Но иако посредникот го користи терминот ерго омнес, видливо е дека тој содржински се разликува од грчкото барање за ерго омнес, кој подразбира употреба на новото сложено име и во билатералните односи на Македонија со трети земји, како и дома. Предлогот предвидува само препорака до земјите членки на Обединетите нации да го користат новото име во сите официјални контексти, а дозволува името Република Македонија да може да се употребува внатре во државава. Во однос на јазикот, Нимиц предлага тој на англиски да се именува со сложенката Macedonian, македонски, што може да се смета за компромис меѓу македонското инсистирање за таа намена да се користи терминот Macedonian и ставот на Грција од тој период, дека најмногу на што може да се согласи е воведување на терминот македонски, како што во оригинал се нарекува јазикот со латинична транслитерација. За графата nationality или државјанство, медијаторот нуди паралелна употреба на 2 синтагми, на Горна Република Македонија и македонско, Macedonian. Овој предлог на Нимиц беше дел од поширок меѓународен план предводен од тогашниот еврокомесар за проширување Штефан Филе за деблокирање на евроинтеграциите на Македонија. Но планот на Филе беше подкопан од настаните во македонскиот парламент од декември 2012-та, пошто падна ентузијазмот и кај комесарот, но и кај земјите членки. Но и предлогот, иако беше начелно прифатлив за тогашната влада на Никола Груевски, не беше прифатлив за грчката страна. Забелешките на Атина беа пред се во позиционирањето на географската одредница во сложеното име. Грција инсистираше Горна да биде пред терминот Македонија, а не пред Република.
При посетата на регионот, неколку месеци откако го понуди предлогот, Нимиц, несвојствено за него, влезе во детали да образложува кои се главните разлики меѓу двете страни. Тој негов настап, најотворен досега, е релевантен и денес пред најавеното интензивирање на преговорите. I think the name has to have Macedonia as part of the name because this country is in the Macedonian region, so it should have Macedonia. But it's not the whole of Macedonia. Macedonia is a large area. It was divided 100 years ago. The biggest piece of Macedonia is in Greece. So there needs to be a modifier to make it clear that there's a difference. And I proposed a modifier. The Greek side had a position of where the modifier is located, and the government here has a different view about this, so that's a substantial difference. Во тој настап Нимиц посочи дека друг елемент за кој има разлики меѓу Скопје и Атина е опсегот на употреба на новото сложено име. The Greek position is if there's a name, it should be used everywhere, outside the country, inside the country, for official use. My proposal was somewhat different, and the position of the government here is somewhat different. Третиот клучен елемент од сложувалката се одредниците за јазикот и државјанството. Во пресред на неговата последна посета на регионот во јули оваа година, имав можност да го интервјуирам медијаторот Нимиц во Њујорк. Еве го делот од разговорот за овој сет прашања, кој може да биде решавачки во предстојните напори да се дојде до решение. These discussions and the mandate has nothing to do with the identity of people. You know, people have their identity. You can't negotiate your identity. That's part of your soul, right? So we don't negotiate people's identity. But in the United Nations system, there are designations for the language of the country and the name of the nationality. So it says, you know, United States of America, capital city, Washington, D.C., nationality, American. That's what we use. So this is just a technical part of the United Nations system where you can look up what the name is. In most cases, this is not controversial at all. But in your country, there's a little more openness to resolving these issues. Пред формалниот предлог од 2013-та Нимиц излезе со така наречен работен документ во сега веќе далечната 2008 година и со негова модифицирана верзија во 2009-та. Тогаш за основа го имаше името Република Северна Македонија, кој градоначалникот на Солун, Јанис Бутарис, го спомена меѓу потенцијалните компромисни решенија во викенд интервјуто за австрискиот весник Куриер. И во овој пакет, слично на предлогот од 2013-та, Нимиц се обидува да најде баланс меѓу различните позиции на двете страни за опсегот и одредниците за јазикот и државјанството. Тоа беше период на чести преговарачки рунди. Нимиц веќе се сретна со грчкиот представник Василаки. Нимиц го подели предлогот и замина на одмор. Василаки синоќ изразил резерва околу идејата на медијаторот да оди. Средбите беа интензивни, особено во предвечерието на самитот на НАТО во Букурешт. Само неколку дена пред тој настан, Нимиц во Њујорк го направи последниот обид да најде решение. Тогаш на маса го понуди името Република Македонија во заграда Скопје. Двајцата преговарачи Димитров и Василакис се враќаат во Скопје и во Атина за директно да го пренесат предлогот на Нимиц. Ако до самитот на НАТО во Букурешт има потреба од нова средба, Нимиц рече дека стои на располагање. Исходот е познат. Албанија и Хрватска добија покана, Македонија не. Грција го искористи правото на блокирање на вето. Атмосферата сега почнува да наликува на онаа од пред 9 години. Повторно се актуелни Европската унија и НАТО, а со тоа и прашањето за името се враќа во игра.
Се чини дека како никогаш досега во последните десетина години и во Скопје и во Атина има расположение да се направи обид за решавање на спорот. Влогот за Македонија е познат. Членство во НАТО и во Европската унија. За Грција стабилно соседство и еден проблем помалку во опкружувањето. Во очекување на интензивниот преговарачки процес во следните месеци, Нимиц го закажа загревањето за 10 и 11 декември во Брисел. До тогаш треба да биде појасно и дали амбасадорот Васко Наумовски, именуван во времето на претходната власт, ќе остане преговарач, дали евентуално ќе добија засилување, па Македонија ќе има преговарачки тим, или ќе добие само придружба од некој од поискусните дипломати во МНР. Овде имаме обврска за уште една пауза, а по неа следуваат неколку жешки политички теми. Дали тоа значи дека агенцијата нема да може да слуша што снимила? Да, апсолутно. Значи тоа ќе го има само исклучиво во надлежно на органите кои што се задолжени со закон за следење на комуникациите. Физички, дали новата агенција ќе биде сместена во рамките на сегашното МВР? Новата агенција ќе биде надвор од МВР. И го кажав дека дека ова што го работате незаконски, дека нивниот мандат веќе одамна е истечен. Ние мислиме дека го имаме. Кој е во право? Може ли СЈО да отвора нови предмети? Ја дека тие што беа речени добри затвореници во наводници, тие беа продавачи. Познатиот дуќан во центарот на Скопје веќе не постои, а иста судбина дели и целата стопанска единица економија во затворот Идризово. По масовното прислушување од изминатите години се подготвува темелна реформа на овој сегмент од функционирањето на тајните служби. Новите нацрт закони за формирање посебна оперативно-техничка агенција во која ќе биде сместена опремата за прислушување и за следење на комуникациите се објавени на владиниот портал ЕНЕР за коментари од јавноста. Првичната анализа покажува и сосема различен пристап во контролата на прислушувањето и формирање така наречен Совет за граѓански надзор, кој ќе постапува по представки на граѓани и правни лица. Со шефот на работната група за спроведување на овие реформи, Силјан Аврамовски, кој е поранешен министер за внатрешни работи и шеф на УВК, разговара Александар Димитриевски. Владата ги објави предлог законските решенија кои што во крајна линија треба да гарантираат дека нема да ни се повтори злоупотреба над овој систем. Кои се оние клучни одредби кои што го гарантираат ова? Точно е тоа така. Владата ги објави тие одредби. Беше изготвен нацрт закон за следење на комуникациите и нацрт закон за формирање на оперативно-техничка агенција. Именно со тие два законски нацрт проекти владата овозможи да сегашната поставеност на петата управа на некој начин се редефинира целосно, и што значи дека се формира таа оперативно-техничка агенција која што ќе овозможи да свичовите кои што сега беа во петата управа бидат ставени во таа оперативно-техничка агенција. Што значи тоа? Тоа овозможува двојна контрола во работењето на таа агенција и органите кои што се надлежни за следење на комуникациите. Именно тоа се овозможува да таа оперативно-техничка агенција исклучиво ги активира, значи тој сигнал, тој интерфейс, тие свичови, кои што ќе треба само да добие таргети кои што треба да се вклучат и ништо повеќе од тоа, додека експлоатацијата, репродукцијата на тие сознанија кои што доаѓаат од таа мерка која што судска наредба одобрена, ќе одат во органите за следење на комуникациите кои што се надлежни за примена таа мерка. Преведено, дали тоа значи дека агенцијата нема да може да слуша што снимила? Да, апсолутно. Значи тоа ќе го има само исклучиво во надлежност на органите кои што се задолжени со закон за следење на комуникациите. Токму интерфейсот беше една од главните точки на критика и во извештаите на експертската група предводена од господинот Рајхат Прибе. Таму се говореше за монопол на УБК над овој систем, кој што практично значи пресликување на сите комуникации од операторите до управата. На кој начин ќе се избегне повторно оваа агенција да не се случи да го има монополот кој што го имаше УБК претходно? Точно. Значи, фактички све на зборот и
беше третирано тоа како една голема недостаток и слабост, бидејќи тогаш управата за безбедност и контраразузнавање можеше буквално да има увид и во другите мерки кои што беа на некој начин носители други органи за следење на комуникациите и тогаш постоеше можност за одредена злоупотреба во насока на тоа дали тие информации тие ги добиваат во една форма во која што треба да ги добијат, впрочем. Со ваквата поставеност нова, со формирањето на оперативно-техничката агенција, тоаш се прави подоба на мандатите, значи дефинитивно тие случајно само ќе имаат можност само да ги пуштаат свичовите и сигналот да го пресликуваат, а репродукцијата, содржината на разговорите да оди во рамки на органите кои се надлежни за следење на комуникација. Како ќе тече една постапка кога некој орган, да кажеме, ќе сака да приклучи некого на следење? Да, значи таа постапка во законот е поделена на два дела, на два столба, да кажам. Едниот столб е во делот на кривичните истраги, така наречена правосудна полиција, која што оди во правец на јавниот обвинител, кој што пак поднесува барање до судијата во претходна постапка, тој одобрува и тоа барање стигнува до јавниот обвинител и тој тоа барање го дава на органот кој што го поднесол тоа барање за следење на комуникациите. Додека во делот, значи треба да се направи дистинкција, во делот на одбраната и безбедноста, потребно е тоа барање да од органот да стигне до јавниот обвинител на Република Македонија и од барањето од јавниот обвинител на Република Македонија доди до Врховниот суд кој што доноси одлука за одобрување. И по обратниот правец, значи тој доаѓа како одобрена наредба за примена во смисла на прифаќање на одредена мерка за следење на комуникациите. Иако не идентично, но механизам за тоа како може да се почне следење на комуникација имаше во актуелното законско решение, но видовме дека тоа не функционира. На кој начин со предложените измени ќе се гарантира дека овој механизам кој што сега го опишавте ќе функционира во пракса? Да, вашата констатација е точна. Меѓутоа со новиот закон за следење на комуникациите се предвидуваат сет на контролни механизми кои што одат на 3 пункта. Тоа е, значи, во делот на формирањето на оперативно-техничката агенција и незината работа, во делот на работата на органите надлежни за следење на комуникациите и во третиот сет е во делот на контрола на работата на операторите. Тоа овозможува парламентот во целина да ја развие максимално својата надзорна функција. Имено во парламентот ќе се избира директорот на оперативно-техничката агенција со мандат од 5 години, кој ќе оди на јавен конкурс, со посебни услови кои што треба да ги исполни. Понатаму, второто ниво на контрола кој што го стварува парламентот е парламентарната комисија за надзор на работата на службите и парламентарната комисија за примена на посебни истражни мерки, кои што за прв пат, значи, ќе имаат во својот состав и експерти кои што ќе може да прават една по, да кажам, релевантен надзор, надзор кој што ќе возможи буквално да влезат длабински во оно што значи примената на тие мерки и работата на таа агенција. И следното ниво кое што е многу значено, а сега за прв пат е новина, тоа е Советот за граѓанска контрола, кој што е еден хибрид составен од представници, значи, од невладените организации кои што ќе се избираат на јавен оглас од страна на Собранието на Република Македонија, кои што пак ќе номинираат 3 представници во рамки на тој совет, кој што ќе се состои со 3 члена на експерти од областта на информатичките науки, од областта на безбедноста и од другите струги кои што се на некој начин во допирна точка имаат во работата на агенцијата и со плюс председател кој што ќе го води тој совет за граѓанска контрола. Таа контрола навистина ќе биде многу значена од аспект на тој надзор кој што ќе биде важен во законитоста на работењето на агенцијата и субјектите кои што се надлежни за следење на комуникациите. Физички, дали новата агенција ќе биде сместена во рамките на сегашното МВР и во крајна линија кој ќе ги сноси трошоците за носењето на водовите на операторите до агенцијата каде и да е таа? Да, значи новата агенција ќе биде надвор од МВР, значи таа е институција која што е државна институција, ќе биде во посебна зграда, значи нова зграда, која што ќе обезбеди тесна комуникација во смисла на воспоставување на тие водови за комуникација со операторите.
тоа паѓа на терет на операторите. Тие треба да обезбедат услови, должни се да обезбедат услови кои што ќе значат на некој начин воспоставување на тој линк кој што сега ќе постои со нашата управа за оперативна техника. Инаку во делот на тоа што значи конституирање на таа агенција, постојат точни временски рамки и временски одредници кога таа треба да се етаблира. Ние очекуваме дека оптимално во некаде ноември месец 2018 година таа да профункционира со полниот капацитет свој. Благодарам многу на времето. Благодарам и на вас. Дали специјалното јавно обвинителство има законска основа да отвора нови предистражни и истражни постапки, иако истече неговиот мандат за покренување обвиненија? Дилемата постои подолго време, а ја реактуализира екс-премиерот Никола Груевски по неодамнешното сведочење во СЈО. Славица Филиповска консултираше правни експерти и еве до какви одговори дојде. Стотина предистражни постапки во моментов се водат во специјалното јавно обвинителство, вели шефицата на СЈО Катица Јанева. Се истражуваат индиции за висока корупција и злоупотреба на службена положба, а токму за една предистражна постапка минатата недела во СЈО сведочеше и екс-премиерот Никола Груевски. Во Законот за специјално обвинителство во членот 22 се вели дека тимот на Јанева имаше 18 месеци за покренување обвиненија и тој рок помина. Дали овие стотина предмети ќе се најдат пред судот или СЈО попусто истражува? Јанева смета дека има мандат да води предистражни постапки, додека засегнатите, како на пример Груевски, обвинуваат за незаконско работење. Денеска бев поканет од СЈО во својство на сведок за некоја нивна, како што кажа, предистражна постапка. Им укажав дека дека ова што го работат е незаконски, дека нивниот мандат веќе одамна истече и дека овие предистражни постапки кои што ги тераат практично се малтретирање на граѓаните во услови кога тие не можат да поднесуваат никакви обвиненија и практично работат незаконски. Нашиот мандат согласно член 22 да покренеме обвинение. Тоа го немате повеќе. Ние мислиме дека го имаме, но заради правна сигурност, заради времетраењето на законот, еве, на еден начин ги водиме само предистражните постапки и ќе отвориме истражни постапки, а додека дојде момент да се тие истражни постапки да се преточат во обвиненија, сигурно и се надевам дека ќе ги доставиме до нашите колеги од обвинителството во организиран криминал и другите обвинителства во Република Македонија, доколку до тогаш не биде решен статусот на специјалното јавно обвинителство, односно да се приклони кон јавното обвинителство на Република Македонија. Како специјално јавно обвинителство? Како специјално јавно обвинителство. Прашавме и упатени. Зошто СЈО води предистражни и истражни постапки кога нема известност дека тие може да резултираат со обвиненија? И дали воопшто има законска основа да го прави тоа? Законот, популарно наречен закон за СЈО, бидејќи има долг назив, да не го кажувам целиот, во член 5 ги утврдил надлежностите на СЈО и меѓу другото негова надлежност е да истражува и да гони кривични дела кои што се поврзани со прислушкуваните разговори. И доколку не постапува на овој начин, доколку не ги истражува, би постапил спротивно на овој закон. Значи негова должност, бидејќи надлежноста пред се предпоставува должност на државниот орган, која мора да ја почитува, бидејќи е така утврдена со закон, должност е да ги истражува. По однос на тоа дали би било целисходно да се истражуваат кога нема да резултираат со обвиненија, тоа не го знаеме. Значи, се додека и теоретски е можно да оној апсурден член од 22 од законот биде на некаков начин изменет или дополнет или се најде некој правен механизам како да се продолжи рокот за поднесување на обвиненија, сметам дека СЈО мора да работи. Јас сметам дека сите постапки кои биле активни до моментов кога веќе му е ограничено, значи 18 месеци, треба да продолжуваат од страна на специјалното јавно обвинителство. А по основ на тие предмети што воопшто
не е преземено никакво действие, според моето мишљење, а и согласно членот 22, би требало да се пуштат на работа на обвинителство, кое што во моментов кај нас екзистира као ова основно јавно обвинителство за организиран криминал. По однос на тие предмети што воопшто, уште еднаш потенцирам, не е преземено никакво действие. Доколку од актуелните предистражни постапки се покаже на вистина дека има основа за отворање истраги, а понатаму и обвиненија, дали специјалното јавно обвинителство, не можејќи да постапува по нив, ќе треба да ги врати предметите онаму од каде што дел од нив ги зеде, од редовното обвинителство. А нели специјалното обвинителство е единствено надлежно според закон за предмети поврзани кои произлегуваат од прислушуваните разговори? Во ред, јас се согласувам во тоа, но тоа беше еден друг период кога беше републички јавен обвинител друго лице кој го изменија и сега очекуваме од новиот државен јавен обвинител ипак тој да нешто попозитивно, односно подобро да ги води работите како што треба согласно законот, уставот и меѓународните ратификувани документи. Сега, само затоа што во моментот не може да покрене обвиненија, мислам дека не треба да ја запре работата, бидејќи теоретски постои некоја можност да се продолжи, дали ќе се користат механизмите преку Уставен суд, дали ќе се користат механизмите преку парламентот, или ова што како нова идеја се јави да се вклопи во рамките на обвинителството, не знаеме. Но не можеме апсурдноста на еден член и против законитоста и против уставноста на еден член да не води во нова апсурдност, а таа нова би била ние кривични дела од област на организиран криминал и корупција со сила да ги застариме. СЈО продолжува со работа и застапувањето на обвиненијата пред суд никој не го спори. Но што ќе се случи со другите отворени предмети, ќе може да се насети по усвојувањето на стратегијата за реформи во правосудството. Во нацрт верзијата на стратегијата предвидено интегрирање на СЈО како автономно обвинителство во рамките на редовното, со проширена надлежност за високопрофилни политички случаи. Но за ова да стане реалност потребна е двотретинска поддршка во парламентот, нешто што во моментов се чини тешко достижно. Ресоциализација на затворениците, производство кое ги надминувало затворските капацитети, заработка од која ќар имале и вработените, но и самиот затвор и Дризово. Стопанската единица економија од многу аспекти била моќен субјект, кој освен што ги подготвувал осудениците за нов живот, со производство на прехранбени продукти снабдувал и значаен дел од Скопје. Денес економија е на колена, без простори, без стока, со наталожени долгови и вработени кои со месеци не земале плата. Кој и како ја довел оваа моќна единица до питачки стап и има ли надеж да се врати на стариот пат? Никола Здравковиќ. Максим Горки, за влюбениците во книжевноста, едно од најмоќните нејзини пера. За скопјани пак, освен литературната значајност, Максим Горки ја означува една од трите улици кои водат кон епицентарот на Скопје, плоштадот Македонија. На местото на сегашните современи продавници и разнолики излози, до пред 15 години работеше едно несекојдневно дуќанче со двојна намена – трговија и ресоциализација. Знам дека еден мој другар или пријател, затвореник, беше и тука продавач. Затоа што произведува, го носе овдека и овдека тие што беа речи добри затвореници во наводници, тие беа продавачи. Тука имаше кори, се продава најбај у Скопје. Продавницата како така функционираше, најверојатно имале промет, бидејќи подолг период работеше, нели? Оваа продавница на Максим Горки не беше единствениот затворски дуќан во Скопје. Постоја 6, половина од нив на прилично атрактивни локации. Со првичната намена сега не работи ниту еден. Во дел од нив се вселени сосема поинакви работни субјекти, додека дел со времето добиле друга намена. Биле користени како партиски штабови на поранешната владеачка партија ВМРО ДПМНЕ. Судбината на дуќаните ја доживеала и целата стопанска единица наречена економија, правен субјект со десетици објекти во и надвор од затворот и Дризово, илјадници хектари земја, машини, стока. Со тие дуќани со кои располага економија, еден или два се под кирија, издадени, за кои не добиваме
месечна кирија, не сакаат да ни платат. Тие фирми бараат фактури подпишени, ние немаме кој да подпише, пошто нашиот управник ве оставка. Одземен ни е имот во колонија, че снимите и тука, комплетно негде околу 1500 до 2000 квадратни деловен простор, со одлука на Совет на општина Газибаба, сме немале документи, а они имале документи. А поседуваме документи дека сме ние собственици. Епилогот. Работниците од економија 26 месеци немаат плата, а затворениците го губат местото каде можат да се подготват за нов живот. Само допред 10 години економија правела толку пари за дури да инвестира во условите во затворот и Дризово. Стопанската единица економија не само што извршувала својата примарна цел, ресоциализација на затворениците, туку и производствено, стопански, економски, работела на еден начин на кој што би можеле да и позавидат голем број предпријатија. Доколку некој е вака успешен во својата дејност, кому и зошто би му одговарало оваа единица да престане со работа, но не само со работа, туку практично да престане и да постои. Изворот на проблемот е во 2006 година, кога владата донесува одлука затворските стопанства да не фигурираат повеќе како посебни субјекти. Вработените требало да преминат во затворите, но да продолжат да си ја работат својата работа преку посебна сметка за нивната дејност. Вработените преминуваат на сметка на буџетот, а работат за име и сметка на управата. Со плати преминуваме на буџет, а остатокот го работиме истото тоа што го произведувавме, го даваме на затворската куња. Требаше да се формира некоја сметка, мислам седом приходна сметка со која средствата ќе се уплаќаат таму. Арно од тоа сето во сите затвори беше решен тој проблем, само остана кај нас. Од кои причини мене не ми е познато. За разлика од другите затворски стопанства во другите градови, надлежните не успеваат да најдат решение за најбогатата ваква организација ниту во годините кои следат. Најсериозниот обид е во 2011-тата, кога уште можело да се спаси нешто од економија. Тогаш вработените притискаат за решение во надлежната за затворите, управата за извршување на санкции. Управата ја префрла топката кај затворот и Дризово, а затворот пак кај управата. Економија потоа се обраќа и до владата, која исто така се прогласува за ненадлежна, но дава насоки. Вработените и директорот на затворот да предложат модел за работа, а управата да побара согласност за вработување од владата ако има потреба. И по преписките решение нема. Економија продолжува да пропаѓа и да се раскрчмува, а се помал број затвореници имаат место каде можат да се подготват за новиот живот. Конечно, дури во 2014-тата, државата повлекува потег. За разлика од сличните стопанства од другите градови кои се припојуваат кон затворите, економија е уникат. Станува правен субјект со единствен собственик, влада на Република Македонија, а вработените буџетари. Ваквото решение, спротивно на волјата на работниците, практично го изнудува екс-директорката на управата за извршување на санкции Лидија Гавриловска. Во телефонски разговор за 360 степени, таа ни кажа дека тоа бил најдобриот модел, дека за сите напластени проблеми не е виновна таа, туку вработените. И наследникот на Гавриловска, Јовица Стојановиќ, се согласи само на телефонски разговор, но според него, долговите кои уништуваат економија се вина на претходното раководство. На сличен став дека вината никако не е кај вработените, се и во синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани. Сите стопански единици не само во Дризово Македонија имат располагаат со голем имот и со доста орудија за работа. Исто беше со стопанската единица во Дризово која за жал поради недомаќинско работење станала несолвентна и се довела до ситуација да не може да исплати плати, што е основно право на вработените не само во Македонија секаде, и тоа основно право што е гарантирано и со устав, и со закон, и со колективен договор. Ваква ситуација да не се земе плата 25 месеци е недозволива прво и нелогична и срамота е за државата и владата како единствен собственик на овие стопански единици да покаже таква негрижа за нејзините вработени. Задоволително решение сега чекаат од новата власт. Бевме примнати од заменикот министер за правда, разговаравме час и половина, кај што има големо расположение во неговата надлежност и неговата моќ да ни помогне со ова. Позитивниот исход апсолутно прорадува исплаќање на сите заостанати плати и решавање на проблемот со нивните работни места. Доколку нивното работно место, односно таа стопанска единица каде што тие работат е несолвентно, има неколку начини тоа да се реши.
Значи имаме во самиот закон за трговски друштва може да се направи статусна промена на таа стопанска единица, односно тој доел, така да владата да го со статусна промена би го превземало другата стопанска единица што е активна и што работи. Вработените би се превземале во таа друга стопанска единица и таму би земале редовно плата, колку што им следува. Владата е единственото место од каде последните 6 мина од економија чекаат решение. Креднале раце од сите други, вклучувајќи го и народниот правобранител. Во 2 наврати велат, Иџет Мемети останал без слух за нивните проблеми. Но кој во минатото работел на штета на економија, не е исклучено одговор да дадат судовите, бидејќи синдикатот секако ќе тужи зошто немало плати за вработените. Чекајќи разврската, работниците денот го минуваат под отворено небо. Извршителите заплениле речиси се што е употребливо. Поголема корист немаат ниту затворениците. Просторот што некогаш служил за ресоциализација, сега во најдобар случај се користи за преспивање. Со внимание го пратев генералниот секретар на владата, господинот Рашковски, на топ тема, кај што кажа дека во владата има 650 вработени не идат на работа, земаат плата, а документот ми е кај колегата кај што вика собственик на стопанска единица економија е владата, идат на работа, не земаат пари. И 25 месеци континуирано веќе немаме примено личен доход. Немаме ни здравствени картони, немаме ништо. Господ ми е сведок на мои драги пријатели и другари што ме помагаат. И на мојата фамилија. И така, 26 месец. Останете на Алсат, по уште една пауза следува саботажата. Сите што редовно не следат знаат дека наред е саботажата на Сречко Поповски. Жртви на револуцијата секогаш биле незините чеда, најмилите. Откровението дека освен психичка, еден од нив бил принуден и на седативна тортура, веќе ниту изгледа запрепастувачки, иако не би требало да биде нормално. Безобразлукот и нечовечноста од секогаш бил една од клучните причини која компрометирале идејата на организацијата. Бе дрогира? Не е со класични методи на дрогирање, но со лекарства, со седативи, кои ги надминуваат на оние нормалните дози. Јас бев само физички присутен. Ако вие ги вратите снимките од судењето, ќе видите дека тамо е некој друг љубе. Оттаму не изгледа воопшто непристојно кога на еден од сличните воинствени првоборци од спротивната страна на идеолошката карта ќе му биде упатено предупредување дека наместо херој, како што очекувал, ќе стане жртва. Оти туркањето на големите процеси секогаш ги меле најситните камења. Зошто на крај на денот чисто спортски не побарате меѓународна истрага за 27 април? Значи, кога беше тоа 27 април, јас ставив еден Facebook статус, ќе висите заедно. Сега знаеш што мислам, Бетмен, дека ќе висиш одделно, дека така те насанкаа друже, дека ти ќе висиш одделно и тоа 5 години затвор. Знаеш ли зашто те ставил извршени? Зашто? За утре кога ќе те апсат овие, да зборат дека апсат висок функционер на езото. Се разбира, има и покајници кои што од секогаш знаеле пак да фатат приклучок, па воопшто не зачудува кога по шпекулациите дека еден од тројцата фаворити за наследник на Груевски е токму тој што бил оцрнуван. Со варикина да се избелуваат парталите кои летале кон него. Ако нешто порано било сметано за најголем грев, сега тоа може да се третира како доблест. Единствен судир кој што го имаме од тоа време е со Антонио Милошевски, меѓутоа тој е идеолошки судир. Ние бевме обвинувани 27 години дека сме бугарофили. Дека имало луѓе кои што трпеле влијание во партијата. Суштината беше што тој јасно изразуваше пробугарофилски ставови. Тоа беше се затоа што дел од луѓето беа повеќе склони да читаат историја и повеќе да ја применуваат во дневно-политичкиот момент, знаејќи ги тие релации. Промената на карактерот не е типична само за внатрепартиските односи, туку и за позиционирањето во општеството. Аршинот станува различен штом се станува власт, па критиките за нечие однесување како она во Битола, например, наместо да се употребат како предност и доказ за трансформација, наеднаш си станува добра, применлива практика, на сега веќе
поранешната опозиција. Материјалите за овие точки ни беа доставени денес во 10:05 минути. Тоа е 5 минути после започнувањето на седницата. Сметам дека никој присутен советник овде во оваа сала не може да знае овие 150 лица кои се, како се избрани, по кој критериум и дали ги исполнуваат условите. Ние како претходни советници во овој совет со сегашната власт ќе ги именувам моите колеги, а најпрво ќе го именувам председателот. На иста ваква седница, на исти вакви точки, заради ваква работа сме гласале против. Очигледно е дека за да се подзачисти нешто посуштински да се смени, ке треба уште многу вода да протече низ затнатата политичка канализација. Ама и за тоа има проблем, особено кога народот ќе си стави во глава дека таа е лековита и спасоносна, а некој ќе ја забрани нејзината употреба, не сакајќи да ја прогласи за света. Сега моментално ние по негова наредба направиме како он што сакаше. Остраниме ги другите водички, остана Света Петка. Ама еве луѓето што се соберени, они ќе кажат дали треба да постојат водичките или не треба да постојат. И на крајот, кога не дозволуваат тоа да го прави водата, лекот мора да се бара преку здравство. Многу е жално што и веќе едно 2-3 месеци, не знам колку, немаме министер во Република Македонија. Ова во соседните, балканските и останати земји не се случувало држава да биде без министер. Држава без министер за здравство ете некако и бидува, ама сериозна коалиција, толку долго, без лек за тоа прашање, тешко. Се одјавуваме со покана да не гледате и в петок од 22:30. Пријатно.